Благодарам. За жал, министерот не ми даде одговор на моите прашања. Не одговоривте дали ќе дадете оставка од човечка природа за сите овие злодела кои што се направени по ваш терк во Република Македонија. За жал, почитуван министер, вие ќе бидете запишани како најнеуспешниот министер за внатрешни работи во историјата на Република Македонија, министер кој што практикува политички реваншизам наместо праведност. Наместо сузбивање на криминалот, ќе бидете препознатлив како министер кој што го врати немирот наместо мирот на улиците. Наместо решавање на вистинските проблеми со кои што еден министер треба да се занимава за внатрешни работи, вие се фокусиравте на делење сомнителни тендери на фирми кои што се блиски до вас и кои што се формирани неколку дена пред објавата на тендерите. Наместо безбедност и заштита, вие на граѓаните им понудивте тепање, прогон, насилство, уценување и исчезнување на граѓани. Наместо заштита од криминалците, вие од затвор отпуштивте 850 криминалци кои што многу вешто ги искористувате во овој период. Наместо демократија, вие го забранавте демократското право на граѓаните да протестираат за сите оние проблеми кои што ги имат. Вие направивте политичка полиција наместо народна полиција и народот не ви верува, почитувам министер. Како да ви кажам? Не е безбеден и не е сигурен. Затоа најдобронамерно ви порачувам, зачувајте го барем и она малку достоинство кој што го имате и човечност и дајте си оставка од функцијата министер за внатрешни работи, за да можат граѓаните да се чувствуваат слободни и барем слободно да дишат. Не ми одговоривте дали ќе дадете оставка доколку ќе бидете избран како кандидат за председател од коалиционите партии или консензуален кандидат. Тоа не го одговоривте, дали намерно или ненамерно, но сигурно ќе усовршите вештината на една секунда полнење кутии, за да можете да станете председател на државата. 3-4 секунди добро ви е извежбано, но една секунда сигурно треба допрва да вежбате, затоа што математиките за рейтингот на вашата партија не ви одат најдобро како што треба. И она за 27-ми, почитуван министер за внатрешни работи, вам ви е многу добро познато. И ние сакаме да ги видиме кои се и сценаристите, и кои се актерите, и кои се довел до едно вакво исклучително случување, за да можете вие да го искористите за настани од 19 октомври и 11 јануари. Срамно е тоа да го кажувате за 27 април. Вие многу добро знаете кои се сценаристите за тоа. А актерите ги имавме тука, со точно определени улоги. Кај се наоѓаат, кај се качуваат, од кај слегуваат, на кое место треба да бидат и така натаму и така натаму. Затоа не ви доликува. Немам дополнително прашање. Благодарам. Благодарам. Пратеничката нема дополнително прашање. Одговор на тетро прашање ќе даде министерот за животна средина.